Добар ден, почитувани. Започува на новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. И мажите можат да готват, да пеглаат и да учествуваат во креативното анимирање на нивните деца. Ова е пораката што беше испратено од првиот сајм за мажи "Мажите можат", што се одржа во саботата во Скопје. За позитивните примери на татковството и за родовата еднаквост денеска ќе зборуваме со гостите кои што се во студио, со Ирина Јаневска од Здруженијето за социјални иновации Арно и Кристијан Ангелевски од Вајпир. Добре ни дојдовте. Добре ви најдовме. Овој настан беше организиран како еден вид перформанс. Имаше 3 работилници за готвење, за пеглање и за анимирање, односно креативна занимација на децата. Бидејќи учесниците се пријавуваа, зашто имаше најголем интерес? За готвење, убедливо. И ние се прашувавме на што се должи тоа, дали дека можебите се смета дека мажите се најдобри готвачи, професионални, дека нели тоа е познато во светот како една парадигма, или можеби се должи на трендовите кои што медиумите ги промовираат, сите оние кулинарски шоа, кои што се во постојан тренд изминатите години, меѓутоа убедливо за готвењето имаше најголем интерес. Што мажите готвеа? Што може да научат? Кој ги држеше тие работилници, ако може да се наречат? Мажите нека одговорат. Ајде сега мажите да одговорат, така. Мажите готвеа, прво учеа како да подготват оброк за своите дечиња, кој што е најважниот дел, инспириран од еден татко кој што е светски познат, Ирина ќе зборува за него. Потоа има прилика да научат како да подготват салата, да подготват пред јадење или салатата, главното јадење како оброкот, има пилешко во кари и на крај има десерт. Инструктор ги поставуваше насоките на сето она што се случуваше. Има мажите некакво предзнање, условно речено, за она што го правеа? Различно беше нивото на знаење. Во самите пријави тие самите наведува зошто се мотивирани да учествуваат и многу од нив има пишано дека нула знаење имаат и вештини во кујната. Па така најголем предизвик во оваа работилница беше да се одржи нивото на сите, темпото на учесниците заедно со готвачот и инструктора да се израмни. Инаку инструктор беше Антонио Георгиевски, тој е млад готвач кој што го запознавме преку нашиот проект Кулинари, кул е да се кулинар. Антонио, важно и за Антонио и за другите инструктори дека тие демонстрира нешто што го знаат, го споделија како вештина, меѓутоа за нив е важно да се каже дека тоа е улога што ја имаат и во семејството и во секојдневниот живот, дека Антонио е професионален готвач, меѓутоа тој готви и дома. Така, но личното искуство го пренесе. Тој секојдневно учествува во подготовките на здрави оброци, пред се здрави оброци за своите деца. Кога сме кај здравите оброци, инспирација всушност за работилницата за готвење беше Ѓорѓ Георгиевски, татко од Австралија со македонско потекло, кој што постигна светска популарност благодарение на социјалните мрежи. Тој подготвува секој ден ужинки, односно не ужинки, училишни оброци за неговите две ќерки. Ајде сега можеме да го... Вие имате и флаер. Инаку Ѓорѓ го добивме како заштитно лице на кампањата, му пристапивме веднаш по гостување на една од телевизиите и бевме инспирирани да му пишеме и да му побараме поддршка за кампањата. Тој беше воодушевен од идејата и дури ете изработи една промотивна порака за нас, се сликаше и со визуализацијата од самата кампања "И мажите можат". Инаку тој исто и така исподели со нас и краток слоган. Така да го слушнеме, пред да ја слушнеме неговата изјава во колку часот наутро станува, тој гостуваше во велиденското издание на 0+, го снимивме директно од Мелбурн. Ајде да слушнеме изјавата негова или ајде најнапред да слушнеме Ѓорѓ во колку часот наутро станува за да подготви оброци за неговите ќерки. Имаме таа изјава, значи еден сегмент, па потоа ќе се навратиме на она што е негов слоган. Од режија дали го? Станувам во 6:15, го пуштвам машината за кафе да се стопли, ке се искапам, ке се спремам, то нормално ми земва 3 сати, не се смеем, само 15 минути јас сум готов и станувам и тогаш ги разбудувам чупината и му давам поручек, му давам 2 опции или едно или друго, само 2 му давам да одберат. И тие дури јадат, јас му го правам нивното ручек со нашколо да си го однесат во кутиите. И мислам е многу важно тие да ме гледат што му правам, за да можат да ми дадат за да можат да видат дека не е тоа лесна работа, да знаат дека нема тоа
автомат или да влези во кутијата и тие да го однесат на школа. И јас стално пробам тие да ме гледат. И со тоа после му го спакувам јадењето, јас ќе си направам кафето, ќе си направам поручек за мене и кафето на жената. И после тоа е чао и си одам јас на работа и жената ми може и другите работи да ги спреми, дури јас ги правам таквите обавези. И од тој момент пред година и пол, кај нас во Сабајлето не е како што беше со Галама, се споро се зборуваме, уствари пуштаме неколку музика пуштиме, за да се смириме се, cool, да сме relaxed. И тоа е нашата рутина дома. Така, инаку Гоце, односно Џорџ, учествува во Австралија на многу семинари, каде што врши обуки за родителите како се подготвуваат здрави оброци, така што ми е навистина драго што е вклучен и во оваа кампања И мажите можат. Кој е неговиот слоган? Неговиот слоган јас не успеав сега да го најдам, ќе го парафразираме, дека всушност пораката дека тој не помага на својата сопруга, туку тој само го прави она што е негова улога, тоа е татко. И дека мажот и жената се тим, дека тие заедно победуваат, секоја извојувана победа е заедничка. Тоа беше на кратко неговата порака. Ние сакаме да стапиме со него во контакт доколку може да дојде и во Македонија да одржи вакви семинари, работилници, да. Меѓутоа значајно и повторно да нагласиме дека идеологијата позади ова е всушност таргетирање на машкоста, на символот на татко, дека треба да е авторитетен, да е во оние закоравени родови норми кои што биле од минатото, дека треба да дискутираме за нив и да се обидеме да ги менуваме, бидејќи постојат многу истражувања кои што велат дека ангажираното татковство е корисно не само за децата и за жената, туку и за самите татковци. Така. Кога зборуваме за ангажирано родителство, за обврските во семејството кои што треба да бидат поделени, тука се и обврските со пеглањето. Колку имавте мажи во оваа работилница? За секоја работилница ние баравме по 5 мажи и момчиња кои што ќе се пријават да учествуваат. Затоа рековме дека самиот настане повеќе како перформанс, како еден настан кој што служи за испраќање на пораки во јавноста. Во иднина планираме да организираме сериозно курсеви. Така, имаме сега видеоматеријал кој што го илустрира токму овој дел од тоа се нашите инструктори кои што покажуваат. Кои беа инструктори? Инструктори се нивниот хоби му е пеглање, да многу необично хоби има, мора да признам. Не баравме луѓе кои што ќе демонстрираат професионално како се пегла, веруваме дека има такви во Македонија, туку сакавме да најдеме инструктори на кои пеглањето им е дел од секој дневниот живот, а не само професионална обврска. Самет Шабани и Александар Груик, и на двајцата им е хоби пеглањето, што од многу рана возраст. Тие, освен пеглање, демонстрира и како правилно да се здипли. Интересно беше што на самиот настан, како еден изненадувачки момент за учесниците, беше пеглањето на фустани. Значи да се помогне на сопругата, на партнерката. Значи градење на вештините не за пеглањето само на своите облеки, туку и на женските припаднички во домот, па дури да се дечиња можат да испеглаат и детска облека, нели, доколку има потреба за тоа. Тешко ли беше тоа? Како е совлада вештината пеглање на од страна изгледаше супер. Кристијан имаше можност повеќе да биде меѓу учесниците. Мислам дека и беше предизвик бидејќи беше топло, жешко, се стои на ноза. Кристијан, сега можеме да демонстрираме тука нешто тоа што беше научено и прикажано на работилница. Тебе можам да дојдам и јас. Супер. Што се беше представено таму? Значи има и некои трикови за пеглање? Има трикови, да. Има специјални финти како се пеглама. Прво, пошто може пеглата да ви е нели без пареа, треба да напрскаме кошулата. Сега извинете ова Сабајлечки која дошла првата. Значи нема да пегламе овој пат фустан? Не, нема да биде фустан, ама можеме да во брошурата која што е достапна и онлайн има финти како да практично се испегла многу лесно. Така, доколку се пегла кошула на пареа, не треба веднаш да се дигне во плакарот, односно во ормарот, бидејќи се гужва, тоа беше еден од советите споделени до мажите. Има трикови практично. Сега различни луѓе различно пеглат, ја не сум инструктор, нели, ама ќе се потрудам. Например, Сабајлечки јас го испеглав што е на мене. Добре, солидно, сосема солидно секој се пеглат внатре, нели, за да не се изгуби бојата. Така. Сега првично почнувам со страничните делови, само да видиме да не се залепиме. Нема да изгориме, добре. Добри сме. Практично пегламе, ги гледаме да не оставиме линии. Внимаваме како ракуваме со пеглата, од која страна ни доаѓа кабелот, од овде од обратно, ама ќе се снајдеме.
внимаваме на предниот дел, не сакаме да имаме никакви линии, нели? Во случај да ни е суво, допрскуваме вода, ставаме повеќе паре, уклучуваме и слично. Има ли некоја тајна како краѓњата да биде испеглана како што треба? Има финта, првично се пегла практично целата краѓња, барем јас така правам. Сега повторам, не сум професионалист, ниту инструктор во овој дел. Аматер пеглач. Организацијата. Да, аматер пеглач. Практично целата краѓња првично и потоа за да го добиеме оној убав крај, односно финиш од страните, можеме да подвиткаме краѓњата и само страничните делови да ги поминеме. Некои од кошулите имаат и своји, не сум сигурен како се нарекуваат на македонски, осигурачи на англиски, кои што држат краѓната права, практично ни пластики кои што се тука. Овдека ја нема, за да биде потешко. Да, никога се случува да испаднат, па потоа да. Никој не знае каде да ги врати. Меѓутоа лесно достапни се, така место? што може да се купат. Мислам дека ги има и на, мислам, луѓето може да ги најдат било каде, во секоја претварница. Дали твоите пријатели Кристијан учествуваат во извршувањето на овие обврски, пеглањето? Дали за новата, онаа млада генерација веќе секојдневие? Па можам да кажам дека да, заради тоа што на пример јас лично постојано си ги средам работите. Не од причина што некој друг не може да го стори тоа, туку од причина што јас сакам да го правам тоа. И така. Втората работа е што нели обврските во домот не ги делиме. Така, мора да бидат поделени. Имаше тука во брошурата, ако не се лажам, и насоки, односно тајни како да се испеглаат добро работите. Да, еве јас нешто што дознав од инструкторите дека доколку имате пеглана пара и немате дестилирана вода, дека слободно може да користите превриена вода. Аха, тоа е еден одличен совет. Значи тоа не е проблем. Што има друго во однос на како да го продолжиме животниот век на лиштата? Едно од главните правила за зачувување на бојата и материјалот на облеката е пеглање од внатрешната страна, што еве сега го кажа. Што туку го споменавме. Се обидувам најбрзо што можеме, пошто не знам колку време имаме. Колку време најчесто е потребно, еве? Колку време им требаше на оние кои што учествуваа на работилницата да ги спеглат работите кои што им беа донесени? Час и половина, сите работилници одеа паралелно, затоа сите имаат час и половина. Меѓутоа не беше само за пеглање, имаше како правилно да ги сушат облеките. И кои се тајните тука? Тајните беше, она што јас го фатив како инсертот од самиот инструктор, беше дека кога машки фармерки се сушат, треба делот што е кај ременот да биде према сонцето, затоа што тој најтешко се суши. Тоа беше за сушењето, дека штипките како правилно се поставуваат за да не оставаат траги, за да не оставаат траги, и плюс еден од инструкторите исто ни посочи, јас не го знаев ова, дека има штипки со гумичка кои што не оставаат буквално никаков оттисок. А во однос на диплењето, Кристијан имаше тука некој Имаше финти како да се здипли, при тоа да не се остави линија, имаше и финти како брзо да се здиплите. Сега не знам ја да го демонстрирам тоа. Александар Грик покажа една јапонска техника со привиткување, што мене уште визуелно не ме е јасна, бидејќи нели кога тоа идејата на работилница да се стекнат вештини треба се вежба. Вака кога се наблюдува од страна не е исто. Меѓутоа беа фасцинирани сите учесници и пробува и мислам дека успешно го направија тоа, значи освен привиткувањето на маичка што е со два прсти па позади или она кога го привиткуваме од позади материјалот, тој покажа една јапонска техника, на пола се превиткува, па се фаќа еден крај со крај и буквално во 20 секунди е здиплено. Ќе треба да го повикаме. Ова е, ми се чини дека еден практичен совет кој што ќе биде доста применлив, особено за родителите кои што имаат мали деца, кои што имаат куп облекот како ќе и ограничено време кој ќе испеглат, како да ги дигнат работите за повторно да не треба да пеглаат. Работилници имаше и за креативна анимација, односно за игри со деца, односно тоа беше работилница поврзана со театар на сенки, еве може и за тоа нешто да споменеме. Таа работилница ја водеше Круме Стефановски, кој што е основач на театарската група Сенки и облаци. Тие го организираат веќе 5 години, ми се чини поред, меѓународниот фестивал на театар на сенки за деца, Сонот на облачето. И они беа први во Македонија кои што почнаа со користење на оваа алатка, токму за анимирање на дечиња, кај нив се гледа дека интересот расте и дека се повеќе татковци и батковци и војковци доаѓаат со деца на овие работилници, пошто гледаме дека е навистина еден убав индикатор кој што покажува дека вклучувањето на мажите и во овие социјални кругови е се поголемо и поголемо и нас не радува. На работилницата со театар за сенки, татковците со дечињата имаа шанса така, можеме да ги погледнеме и фотографиите, имаме фотографии од овој настан.
Така, има шанса Кристијан, да... ја мислам дека сосема солидно испегла на кошлата со оглед на тоа дека немаме закачалка, тоа Да, забележав. заборавивме. Ама сега ќе Сметам дека покажеме како ќе изгледа. Еве ги сега фотографиите од настанот кој што се одржа во сабота, тука ќе има и фотографии кои што ќе го илустрираат оној дел креативни игри за деца. Да. Кои игри најчесто ги играат родителите со децата, односно што беше сугерирано да Сугерирано се беше што работи со помалку нив? да се користат електронски уреди или оние класични игри на бурење, тепање, туку да се помине времето креативно и да се изработат односно да се користат игри кои што користат материјали што лесно можат да се најдат во домот. Па така дечињата со памук и една моливче направија овцички. Так. Од макарони правеа ланчиња, цветчиња, значи најразлични креативни моменти на изразување кои што можат заедно со своите татковци да ги поминат. Исто така со една батериска лампа и со фигурки кои што ги изработија еден црхамер, на стапче од ражничите има прилика да си прават свои приказни. Едно платно, тоа е всушност платно кое што можете да го вмрамите во обична рамка за слика, батериска лампа која што чини ни повеќе од 100 денари, фигури, малку креативност можете многу да... малку, а се постигнуваат огромни резултати. Да. До кој степен мажите и момчињата се вклучени во постигнувањето на родова еднаквост во Македонија? Имате ли некои такви информации? Многу се оскудни статистиките во Македонија. Ние организациите кои што работат со женски права велат дека има напредок во однос на ова прашање. Нели четвртата светска конференција на жени која што се случи во Пекинг пред 22 години го постави токму ова прашање како можеме да ги вклучиме сите во борбата за родова еднаквост и токму оваа кампања е еден нов пристап кон истата. Значи, вклучувањето на мажите и момчињата треба да е не само кога се зборува на ниво на донесувачи на одлуки, еве сега предизборно кога разговараме за жени кои што ќе се кандидираат за градоначалнички, туку треба да се прошири дискусијата еве и во однос на вакви теми. Знаеме дека родовата еднаквост е пред се лично прашање, почнува и од домот. Така, пред се почнува ми се чини од домот, воспитувањето е клучно. Меѓутоа треба да се навратиме кон тие дискусии. Позитивните примери. Да, и преку позитивни примери да ја повторно да ја покренеме оваа дебата. Што треба да се случи за мажите и момчињата целосно да се вклучат како партнери и засегнати страни во постигнувањето на родовата еднаквост? Чекајте. Да се испитив. Не беше лесна оваа задача. Не беше, особено што е топло во студиото. Да. Мислам дека и пеглата си прави дополнителна парја. Што треба да направиме? Треба активно сите да делуваме заеднички со практично да не се делиме на мажи и на жени. Треба да заедно артикулираме родова еднаквост. Заедно се вклучуваме во сите процеси подеднакво да учествуваме. И каков беше фидбекот од првиот саем за мажи во Македонија? Што мислите? Интересот беше голем. Во првиот момент кога го објавивме имавме 47.000 прегледи. Ова се статистиките од Facebook настанот. Луѓето не охрабрува, меѓутоа имаше поделени мислења во однос на тоа дека ета ние сме еманципирани, дека веќе е надминато ова прашање зошто сега ова се случува во Македонија. Значи имавме и такви коментари што е сосема во ред затоа што нели постојат и различни повторно како што ќе кажам прашањето на родова еднаквост во домот е и лично прашање, па имам и такви примери каде што поделбата за грижата во домот е навистина рамномерна. Меѓутоа, она што не изненади е навистина големиот интерес од медиумите. Преку нив исто може да видиме дека оваа тема е навистина недоволно обработена, бар од аспект на вклучување на мажите и момчињата. Исто така, бидејќи станува збор за регионална кампања, навистина добивме поддршка од соседните земји, каде што веќе има вакви иницијативи. Например, во Србија имаат Супер Тата кампања, па да доделуваат награда за најдобар татко. Во Украина имаат клуб на татковци кои што учат да читаат приказни за своите дечиња. И самиот донатор, кој што е Фонд за население на Обединети нации, додека ние го имавме настанот, исто во живо споделуваше информација околу истиот и беше навистина се осети оној моментум дека правиме нешто што е различно и дека се покрива општествена дискусија. Така. Ке продолжите понатаму, претпоставам да го развивате овој проект. Имате некакви идеи во какви насоки ќе се движи некој следен проект наскоро што ќе се одржи? Да, всушност во втората фаза од самиот проект имаме кампања на социјалните медиуми и сега, мислам, во целиот процес ги мапиравме оние личности кои што во Македонија ги гледаме како рол модел и наскоро ќе ги вклучиме и нив. Сега сме во моментот во контакти со нив за практично да споделат својата порака за родова еднаквост преку вклучување на мажите и момчињата.
а во вториот дел можеби понатака планираме да овие курсеви за пеглање, за родителство, за грижа во домот, практично ги пренасочиме како моменти кај што луѓето ќе можат да дојдат и да научат повеќе, при тоа нели да бидат како курсеви каде што се плаќаат и доаѓаат и учат. Комерцијално да настапиме. Се разбира, не сосема комерцијално, бидејќи имаме силна мисија во самото тоа. Ние како организација работиме доста на темата на социјално предприемништво, така да препознавме дека доколку има интерес, овие курсеви може да се наплаќаат за сегашни татковци, идни татковци, сите оние кои што би сакале да стекнат вештини за подобро родителство, меѓутоа и за грижа во домот. Секако, освен готвење, пеглање и игри со децата, што би можело уште да се вклучи? Имаше на вашиот Facebook профил една жена со коментар дека може да се вклучи и простирање алишта, миење садови и слично. Така, тоа се сите тие обврски во домот, неплатена нега во домот, која што дополнително може да покренеме и како дискусија и е општествена, и е дискусија во општествата ширум светот. Она што следува и што го најави Кристијан е дека преку социјалните мрежи сакаме да ги вклучиме познатите рол модели од Македонија, односно актерите, музичарите, политичарите, сите оние кои што сметаат дека можат да се пронајдат во овој профил на татковци или на одговорни или вклучени мажи и момчиња, меѓутоа и обичните луѓе кои што преку свој пример би сакале да посочат дека ета мажите се вклучени и се вклучуваат во родовата еднаквост. Ние ќе ги следиме сите ваши проекти, бидејќи и ние ги представуваме позитивните примери на татковство пред се во 0N+. Ви благодарам што бевте дел од емисијата, на Кристијан му благодарам што пред камери се обиде потребни истории. Требаше фустан, следниот пат. Тука го закружуваме денешното издание, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!